Добар ден, јас сум доктор Милан Ристевски, специјалист по онкологија и радиотерапија, вработел на One Hospital. Значи, постојат две месенџер РНК вакцини, тоа е Модерна и Pfizer. Не предизвика канцер, зошто за да нешто предизвика канцер, треба да побуди одреден или проонкоген механизам или тумор супресорен, односно да предизвика механизам со кој што ќе се избегне контролата во тек на делба на клетката. Месенџер РНК базираните вакцини воопшто не влегуваат во јадрото. Нивната задача е кога ќе се внесат со липидните нанопартикли. Липидната нанопартикла се ослободува фузионирајќи се со самата мембрана, така да месенџер РНК делот влегува во самиот цитосол, а таму не влегува во јадро, повторно ќе нагласам, туку оди директно во дел наречени рибозоми, кои што прават најобична транслација, односно она што е запишано како код во таа месенџер РНК го претвараат во протеин. Сега, од тука натаму е малце посложен механизмот. Каде тој протеин, они го прават S-протеинот на SARS-CoV, односно спајкот, тој протеин понатаму мора да дојде до мембрана каде што би бил препознат понатаму од она што го викаме антиген презентирачки клетки, макрофаги, дендритичните клетки. Како ќе се произведе? Тој се експримира во главном заедно со два типа на рецептори. Тоа се МХЦ1 и МХЦ2. МХЦ2 рецепторите, да повториме само, ги има само на антиген презентирачките клетки, додека МХЦ1 го има на сите клетки што имаат јадро, значи еритроцитите во превод го немаат. Сега, откако ќе биде препознаен, односно, те хелперите со својот TCR рецептор се поврзуваат за МХЦ2 протеинот кој што го експримира антигенот и со нивниот CD8 рецептор. Тоа е едната врска, те хелперите така стимулирани, понатаму произведуваат една маса на цитокини, меѓу кои што се интерлеукин 2, интерлеукин 4, интерлеукин 5, тие ги стимулираат бет клетките, они произведуваат специфични плазмоцити од една страна, кои што ги произведуваат специфичните антитела против спајкот, а од друга страна исто така ги стимулираат и CD8, ефекторните, значи, телимфоцити кои што се носители на така наречениот целуларен одговор. Значи и хуморалниот и целуларниот имунитет се стимулирани, се создава меморија и од страна на плазмоцитите, Б клетките, односно и од страна на телимфоцитите, и тоа е углавном тој механизам на дејство, за разлика од овие месенџер РНА based вакцини, од другата страна ги имаме, да речеме, вакцината на Оксфорд, односно AstraZeneca вакцината, ја имаме и руската вакцина, таму носител, вектор на она што е материјалот кој што понатаму ќе произлезе некаков тип на одговор, се аденовирусите. Аденовирусите се следниве. AstraZeneca Оксфорд вакцината користи аденовирус на шимпанзо, додека руската вакцина Спутник користи два аденовируса, аденовирус 5 и аденовирус 25, и во доза 1 се вакцинира аденовирус 25 како вектор, во доза 2 се вакцинира аденовирус 5. Значи, они како веќе ослабен вирус, кој што не може да предизвика заболување, а сепак го содржи генетскиот материјал од кој што треба понатаму низ транслација, исто пак низ рибозомите да се кодира на мембрана. S-протеинот, механизмот понатаму исти, вирусот навлегува. Сега едно многу битно прашање, бидејќи ваму имаме вирус на РНК, не само месенџер, него имаме вирус на РНК, од која што после секундира месенџер РНК, дали имаме некаков тип на интеракција со самиот геном на човекот, инхерентниот геном на човекот и новиот вирусен геном, интеракција секако дека има меѓутоа. Дали е канцероген, јас верувам дека не е, немам апсолутни докази за најсигурно да ви го докажам тоа, меѓутоа производителите според овој механизам на дејство развиен во детали, викаат дека не постои таква интеракција. Така да би требало да се безбедни. Кинеската вакцина е малце базирана на уште постара технологија. Они користат ослабен SARS-CoV вирус, значи во вештачки услови додаваат соединение кое што не дозволува репликација освен на S-протеинот на ништо друго од SARS-CoV-2 вирусот. Меѓутоа
и за да предизвика соодветен целуларен одговор, значи ефекторните лимфоцити, таа вакцина користи алуминиумски нанопартикли како адјуванс во однос на ефикасноста на вакциниве. Фантастична ефикасност има најмногу вакцината на Модерна, односно од РНА вакцината, па потоа се скоро на исто рамниште Pfizer-BioNTech вакцината, Спутник 5. Сега за сега најслаба ефикасност има кинеската вакцина. Доста се дискутабилни работите околу кинеската вакцина, особено поради тоа што Бразил рапортираше во две интерим анализи од фаза 2, два различни процента, тоа е се уште предмет на дебата. Исто така на 24 јануар се договорија Гамалеа, тоа е Рускиот институт за вакцини, и она што е Оксфорд тимот да направат joint студија, комбинирана студија, каде што едната доза ќе биде AstraZeneca дозата, а втората доза би била руската доза, да видиме каков одговор тогаш ќе се постигне. Во глобално она што е најбитно, тоа е дека се кинеска вакцина трга на страна, што зборувам за Спутник, зборувам за Модерна, зборувам за Pfizer-BioNTech, процентот од огромна маса на луѓе на тешки форми на болеста што бараат хоспитализација е скоро нула. Пациентите со канцер во однос на заштитата на своето здравје се многу проактивни, доста прашуваат, така да мислам дека со ни нелесната категорија која што ќе се вакцинира од сегашното искуство, болните од канцер, дури и оние кои што се лекувани во адјувантен третман, односно туморот е изваден, само добиле терапија за да не се повтори пак. Исто така тешко го поднеле пациентите што се веќе со своја некоја локално напредната неоперабилна болест или метастатска фаза развиле влошување на болеста после лекувањето на ковид, така да самите тие резултати ги тераат да бидат најзаинтересирани за добивање на вакцината. Да, особено тие пациенти треба да се вакцинираат, бидејќи се со голем степен на ризик, а исто така во некое наредно гостување, конкретно кај имуната супресија и кај ковид, ќе одвоиме едно добри пола сат да се објасниме зошто витаминот D е енормно есенцијален, особено кај имуносупресивните, во борба и против ковид и против останатите респираторни вируси. Јас сум заљубеник, значи, во новите технологии, особено во молекуларната онкологија. Ако мене ме прашувате, јас лично би се вакцинирал со вакцината на Модерна. Има најдобри резултати, најдобра ефикасност. Значи, гледате, морате да рачистите со неколку прашања. Што се бара пред се од вакцина? Безбедност. Значи, вие вакцинирате здраво население и во тоа здраво население вие не сакате да направите дополнителни проблеми. Кога се базираме на терминот наречен ефикасност и SARS-CoV-2, ефикасноста треба да ја гледате низ призма на два параметра. Параметар да воопшто не настане болест и параметар воопшто да не настане инфекција. Зошто е битен вториот параметар воопшто да не настане инфекција, а да имате имунитет, бидејќи знаеме дека постои мора од луѓе кои што се позитивни, немаат никакви симптоми, а шират болест. Така да на тој начин вие го спречувате ширењето на болест. Така да и во овие аспекти вакцината на Модерна до сега е најуспешна. Според мене тоа е Модерна, според безбедностна, со тоа што нешто ќе ви кажам во однос на таа безбедност во еден енормно мали, ама сигнификантни сепак проценти, најголемиот дел од студиите кои што се одвива во фаза 3 за сите овие вакцини. Има и плацебо група. Бројот на тешките несакани ефекти, верували или не, е поголем во плацебо групата која што примала само обичен физиолошки раствор, кој знае од кои причини, и тоа нема никаква врска со вакцината. До 4 пати е помалка од оние што се вакцинираат. Тешките несакани ефекти од типот на Гилан-Баре синдром, енцефалит и така натаму.